Продолжуваме со останатите содржини во денешното издание на Дневна соба. Со мене во студиото е Стојне Митева, долгогодишен новинар во телевизија ВИС, дописник на повеќе национални медиуми, но нејзиното присуство денеска нема да биде поврзано со новинарството, туку со нејзината примарна професија, она што го стекнала како високо образование, односно работата како психолог, ангажирана во шелтер центарот за згрижување жртви на семејно насилство во Струмица. Стојне, добре дојде. Добар ден. Драго ми е што имаме можност во Дневна соба да позборуваме за толку важни теми, особено во овој период на пандемија, кога ранливите групи и граѓани особено се соочуваат со многу предизвици. Ова патување, наречено шелтер центар за згрижување и поддршка на жртви, жени жртви на семејно насилство, како и незините деца, тргна пред речиси една година. Ако не се лажам, во ноември 2019 почна активностите за реализација на овој проект. Може ли да ми кажеш како дојде на оваа идеја, дали предходно имаше некакво искуство и од каде таа потреба да се отвори токму во Струмица? Знаеме дека имаше некакви обиди порано, меѓутоа се чини дека за многу краток период успеавте да го реализирате шелтер центарот. Така, еве речиси една година веќе изминува по потпишувањето на договорот за соработка на Сдруженијето Sky Plus заедно со општина Струмица. Идејата се роди, ете и сама сигурно знаеш дека работевме како новинари на многу теми. Изработевме еден документарен филм каде што статистички покажува дека Струмица и целиот регион каде што СВР Струмица покрива покажуваат бројки кои што се навистина загрижувачки. Најголемиот проблем на жртвите да го пријават семејното насилство не беше да го пријават, туку што понатаму. Откако ќе го пријават, каде таа жртва... Што се случува во тој момент? Рече дека документарниот филм кој што го продуцираше Sky Plus и телевизија ВИС бил некоја пресвртница. Дали соочувањето со проблемите всушност те потера да бараш и решение за нив? Токму така. Јас имав и претходно искуство со жртвите на семејно насилство во шелтер центарот кој што го работеше Хера заедно со општина Струмица. Оттаму и запознавањето, блиското запознавање со жртвите и нивните потреби. Најголемата нивна потреба беше згрижување по пријавувањето на семејното насилство. Документарниот филм беше клучен за да се одлучи Sky Plus да стави на идеја на хартија дека во Струмица е нужно отварање на шелтер центар за згрижување на жртви на семејно насилство и нивните деца, бидејќи многу често жртвите не само што заминуваат тие од домот, туку со нив ги носат и нивните деца, бидејќи насилникот не само што е насилен кон жената, туку е насилен и кон децата. 2019 година, ноември месец, подпишавме со општина Струмица соработка за отворање на шелтер центар. Сигурно и граѓаните знаат дека тогаш многу зборувавме за околу отворањето. Општина Струмица ни даде 2 месеца за реконструкција на простор кој што ќе биде адаптиран таму да се сместуваат жртвите. Општина Струмица е всушност втора општина во државата каде што целосно го финансира отворањето на шелтер центарот, препозна проблем и реши да помогне. Еве година дена работиме. На почетокот го спомна COVID-19. COVID-19 донесе многу жртви. Жртви кои што побараа поддршка од нас. Полицискиот час и затварањето на семејствата дома допринеса се зголеми бројот на пријави, а и бројот на жени кои што беа сместувани кај нас. И еве речиси една година откако работиме, иако не е една година, всушност ние го отворивме официјално откако се адаптираше просторот за шелтер центар, работиме 10 месеци и за овој период од 1 јануари до сега околу 25 жени побараа поддршка од нас, а околу 15 на жени
престојувале во центарот, ги користеле услугите кои што ги нуди шелтер центарот. Какви се услугите кои што ги нуди овој шелтер центар? Значи, секоја жена која што живее во насилна средина или се соочува со некаков тип на насилство од семејството или од партнерот, ако се обрати во шелтер центарот или преку Општинскиот центар за социјални работи, како и СВР Струмица, успее да стапи во контакт со вас, што може да очекува? Така, жената најчесто прво го пријавува насилството во СВР Струмица, а потоа СВР Струмица не контактира. Кај нас шелтер центарот не е само кризен центар, тој работи и пружа помош на жртвите за згрижување од 3 месеци, со дополнителни 3 месеци после направените анализи, плюс 6 месеци. Од што зависи колкав ќе биде периодот? Зависи од покажаните резултати од анализите за безбедност. Значи, после третиот месец, доколку жртвата смета дека треба да остане овде и дека не е безбедна да го напушти шелтерот, во меѓувреме имаме различни ситуации дека се уште не е покрената постапката за развод, се уште немаат изречени мерки за приближување. Од многу фактори зависи продолжувањето на сместувањето. Понекогаш зависи од она колку жртвата е спремна сама да излезе и да живее сама, колку таа ќе се справи со ситуацијата, со секојдневието, колку ќе може да ги вклопи и работата и грижата кон децата. Значи, многу фактори се во игра. Стручниот тим работи на препознавање на оние индикатори кои што насочуваат дали жртвата е способна да го напушти шелтерот и затоа и се пружа помош и поддршка во наредните 6 месеци. Сме имали и такви случаеви. Еве, во моментов имаме жртва која што го користи правото на дополнителните плюс 6 месеци до 1 година згрижување. Пак ќе кажам, сплет на околности, различни ситуации и COVID-19 си го направи своето. Да, на харти имаме ние некакви безбедносни протоколи и протоколи кога жртвата веќе може да излезе од шелтерот, за да биде безбедна не само таа, туку и незините деца, но меѓутоа никој не беше спремен и верувам дека и колегите во другите градови каде што постои шелтер центар не беа никој спремни како ќе се справат кога имаме шелтер, а во исто време имаме и епидемија. Така. Спомна дека шелтерот го поддржува општината, меѓутоа и многу компании кои што всушност ја покажа општествената одговорност и сензитивноста на ваквите теми. Дали и понатаму шелтерот го помагаат? Како го заокружувате финансискиот дел со оглед дека станува збор за постојан долг престој на луѓе внатре во шелтерот? Токму така, и на почетокот кажав, општина Струмица навистина котира некаде повисоко во генералното ниво на општини во земјава, каде што препознаваат проблем и треба да се реши. Да, општина Струмица го финансира шелтер центарот за 1 година, но меѓутоа не сакам да го изземаме оној дел дека во таа сума на пари која што беше одделена од општина Струмица, тоа е јавно и транспарентно, имаше јавен повик, 1.200.000 општина Струмица додели на шелтер центарот за работа, но и реконструкција на просторот за 1 година. Денари? Да, 1.200.000 денари, но меѓутоа апсолутно беа малку пари со кои што ние ќе можеме да го планираме и да буџетираме 1 година со престој на жени, со режиски трошоци, со издатоци за хонорари, вработување и така натаму, и решивме да ги сведеме, да немаме никакви вработувања, да сведеме се на хонорарна основа, со тоа што ќе истераме цела година, нели како едно домакинство си прави буџет, треба да платам струја, треба да платам вода, треба храна да се обезбеди, елементарни основни потреби, имаме и деца, треба да се школуваат тие деца, тетрадки, моливи и така натаму, но овдека беа 38 компании. Ова се 38 компании за кои што сите ние склучевме меморандумска соработка. Но не сакам да ги забораваме и компаниите кои што случајно се најдоа на патот кон реконструкцијата на просториите и навистина дадоа се од себе, значи никој не прашуваше ни колку треба да се даде. Ние од 38 компании не зедовме пари.
ова сакам навистина да се знае дека од 38-те компании обезбедивме репроматеријали кои што ќе бидат потребни за доградба, реконструкција и адаптација на просторот. Компании кои што апсолутно сите ресурси ги вложија за реконструкцијата. Велите дека објектот го реновиравте, работевте на адаптација на простории кои што ќе бидат на некој начин привремен дом за одреден број на граѓани и граѓанки кои што имаат потреба од сместување. А постојано се спомнува дека локацијата на ваквите шелтри е тајна. Која е суштината за граѓаните, за оние кои што се вклучени во процесот, да ја зачуваат анонимноста на тоа каде се наоѓа и кумина има во шелтрите? Законот за семено насилство јасно нагласува дека шелтри центрите, односно центрите за згрижување на жртвите на семено насилство, морат да бидат под доверлива локација. Нормативите го налагаат, но и самата свесност, ние како луѓе треба да бидеме свесни дека ако е веќе шелтер, значи ако е веќе за солниште, треба локацијата да биде тајна. При една средба со СВР Струмица и запознавањето на луѓето кои што ја работат проблематиката во СВР Струмица, им беше јасно наведено дека да, ќе соработуваме, но не смеат да знаат каде е локацијата. Дури и СВР Струмица со исклучоци на инспекторите, доколку има потреба, морално е да се знае каде е локацијата, остатокот од СВР Струмица не знае каде се наоѓа шелтер центарот. Се со цел безбедноста на жените и на децата кои што се внатре во шелтерот да не биде доведена до ризик. Има ли инциденти до сега? До сега еве 15 на жени имаме згрижено, до сега не сме имале проблем. Во 38-те компании е и Никоп осигурување, кое што обезбедува Panic Taster и е поврзано не сам тие се поврзани со Никоп, кои што го обезбедуваат просторот, но направивме и меморандумска соработка дека во моментот кога ќе се употреби Panic Tasterот, жените кои се внатре, увидат дека безбедноста веќе им се загрозува, го притискаат Panic Tasterот, пристигнува сигналот во Никоп, но дополнително направивме, тие веднаш реагираат, за 2 минути доаѓаат до шелтерот, но направивме меморандумска соработка дека веднаш по пријавата дека се алармирало Panic Tasterот, Никоп се обврзуваат дека ќе повикаат во исто време и полиција. Така да сметам дека да, без моментите кога треба да се реагира на повеќе инстанци, заради тоа штом копчето за паника, за итност и за помош се вклучува, има сериозен проблем во шелтерот, односно некој се обидува да влезе внатре. Што е со насилниците? Што може да се прави, бидејќи ако веќе сме општество кое што се труди да ги оттргне жртвите од насилната средина? Како ќе работиме понатаму? Знам дека во земјава недостигаат советувалишта за луѓето кои што всушност се окарактеризирани како насилници. Што треба да се прави за тие да го надминат сиот тој гнев, сите тие да се справат со проблемите што ги прават недобри сопрузи, партнери и така натаму? Земјава кубори прво и основно со шелтри центри кои што функционираат овака како што функционира шелтерот во Струмица. Ова не е тајна, ова не е нешто кое што македонската јавност не го знае. Факт е дека Министерството за труд и социјална политика отвори шелтри, но тие се како кризни центри. Првично и начално да се помогне на жената да излезе од насилната средина, но немаат услови за понатамошен престој. Не ги исполнуваат условите. Колку е тоа? 24 часа, 72 часа. Значи, начално така функционира. Од 2 до 4 дена, 3-4 дена. Но што може да се направи во толку краток период? Ништо. Значи, тоа сакам да кажам дека земјава кога ќе ги постави работите онака како што еве и неминовно да не ја спомнам Истанбулската конвенција која што налага на 50.000 жители, во околината на 50.000 жители мора да постои еден шелтер центар, оваков како што има општина Струмица и Скопје. На тој начин ќе ги згрижиме жртвите. Но ние немаме доволно шелтери центри, а камоли советувалишта за насилниците. Тоа значи дека во овој регион треба да има најмалку 2 или 3 за да ги обслужи граѓаните. Сите за југоистокот, да.
се надевам дека еве ние како ентузијасти почнавме и работиме се уште како ентузијасти и се надеваме дека сликата ќе ја промениме. Не застануваме еве и како новинар, еве заедно ќе работиме на дополнително подигање на свеста, употребувајќи го, користејќи го силата на медиумот, дека навистина семеното насилство не е нешто од кое што треба да се срами жртвата, туку напротив да го подигне гласот. Од 25 ноември па до 10 декември, всушност почува таа 16 дена активизам за борба против семеното насилство и ние имаме веќе планирано активности со кои што сакаме да ги опфатиме од најмалата популација па до највозрастната, бидејќи семеното насилство не разликува генерации и не значи семеното насилство само насилство врз жената дома. Апсолутно голем спектар. Еве од утрово стигна и најава дека влегува во собраниска седница новиот закон за семено насилство, кој што ќе опфаќа насилство и родово базирано насилство и врз девојчињата и врз жените. А што вие можете да направите во овие 16 дена активизам како граѓанска организација? Велите ќе опфатите повеќе возрастни групи, меѓутоа во услови на пандемија што може да се реализира? Така. Кога сме буквално затворени во средините каде што се наоѓаме. Медиумот ни е најсилната алатка. Ќе го искористиме максимално. Имаме начални договори со други организации кои што стојат позади нас и буквално не поддржуваат. Неминовно е да не ги спомнам Unwoman, кој што има голем настан за време на 16 дена активизам, каде што акцентот ќе се стави врз руралната жена. На кој начин ќе функционира и како ќе се спроведат сите тие апели и вклучување на руралната жена, дополнително ќе добиеме насоки. Нашата главна цел е руралната жена да опфатиме, не занемерувајќи ја руралната пак жена, која што статистиката која што во моментов имаме во шелтер центарот, имаме поголем број на жена од рурални средини од урбаната средина отколку од руралната. Можеби не е. Но дали тоа е веродостојно? На што се однесува според вас? Имате ли некакви сознанија? Можеби жените од малите населени места потешко се охрабруваат да го пријават насилството? Токму така. Срамот и стигмата која што се уште се чувствува во македонското семејство е главната пречка и причина руралната жена да не го пријави. Не само руралната жена како жена и како мајка, како сопруга, туку и за девојките зборувам. Значи, токму тие затворени средини, иако морам да признам дека еве конкретно југоисточниот регион и не е така толку затворен регион каде што се прави драстична разлика помеѓу градот и селото. Значи немаме некакви големи разлики, но меѓутоа пак потешко стигнува веста дека во Струмица има шелтер центар каде што таа нема да мора да веќе да го трпи насилникот и може да откако ќе пријави за да биде згрижена и сместена во шелтерот. Овдека сакам да го спомнам моментот дека во Струмица ние го немаме тој голем проблем за вработувањето. Имаме жртви кои што доаѓаат токму од руралните средини, кои што целиот живот се занимавала со земјоделство. Да, но веќе ја донесовме во град и пружиме да може да се вработи. Ја вработивме со цел да застане на нозе, економски да зајакне. Тоа е паралелна програма во самиот шелтер кој што се спроведува за економско јакнење на Апсолутно. жртвите. Психосоцијалната поддршка, да, во рете во првите моменти и стоиме понатаму, но економската стабилност на жената мора да ја донесат и дава самодоверба тој момент. Апсолутно. Самодовербата се крева откако ќе се почувствува дека е сигурна, дека може сама да работи, дека ја остануваат пари за нејзе, дека веќе таа е деловно способна и вреди за што да се бори за понатаму. Така. Спомнавте соработка со граѓански организации од останатите градови, од Скопје. За каква соработка станува збор? Што всушност значи вмрежувањето и заедничките активности на ваквите организации кои што се занимаваат со социјални теми?
Вака, досега многу организации од Скопје, овдека е организација на жени, SOS линијата се јави, кои што бараа вмрежување со нас и соработка понатаму за било какви проекти со цел подигање токму на свеста за жената која што не сме да дозволи да биде жртва на семејно насилство. Националната мрежа за борба против семејното насилство работи на проекти кои што во текот на своето работење и имплементацијата на активностите кои што ги има предвидено во проектите, ќе не смета нас, бидејќи семејното насилство и борбата против семејното насилство никако не сме да биде сконцентрирана само во Скопје, што е со градовите во внатрешност. Насилството, статистиките велат дека во внатрешноста има поголемо насилство, се пријавува поголемо насилство во однос на она кое што ни се случува во Скопје. Ние сме сведоци дека оваа година имавме и многу фемициди, значи огромна бројка, која што не смееме да занимариме, а точно доаѓа од внатрешноста. Овдека кога ги спомнувам фемицидите, не сакам да го отфрлам моментот, иако во текот на целиот разговор не го спомнавме Центарот за социјални грижи, каде се тие во клучната алка кога станува збор за борбата на семејното насилство, конкретно овдека во Струмица. За жал, еве, јавно ги повикуваме и преку медиумите, ние апсолутно немаме никаква соработка со Центарот за социјални грижи. Не знам кој е проблемот. Со ретки исклучоци на дел од вработените кои што се таму и кои што успеваме некако да комуницираме и да воспоставиме некаква врска со цел да се помогне на одредена жртва на семејно насилство кој што е сместена кај нас. Ние од 1 јануари до сега немаме ниту една пријава од Центарот за социјални грижи. На што се должи тоа, некои системски пропусти или? Апсолутно не знам, еве јавно ги повикувам. Ние сме овде за соработка, сакаме да соработуваме со нив. Всушност ние доброволно ние не сакаме да работиме со нив. Туку нам тоа ни го налага законот. Ние добивме решение. Така не станува збор за лични желби, туку за она што е во интерес на граѓаните. Так. Тие се клуч кога станува збор за борбата против семејното насилство. Да, ние сме шелтер, ги пружиме ние, но меѓутоа се соочуваме со проблеми кои што ние како шелтер, тимот кој што работи во шелтер центарот, проект координаторот, техничкиот асистент кој што треба да добиваат тие инструкции како понатаму да се постапува со жената. Ние одиме по протоколите кои што тие треба да ги работат. Јас не сакам овдека лично да засегам никој, ниту како институција. Да, ние ги почитуваме и мора да работиме со нив. Но мора и тие да сватат дека тие треба да бидат првите кои што ќе бидат столбот за нашето градење во борбата против семејното насилство. Велите дека имате искуство, нели, изминатите години, тоа е колкав период, од 7-8 можеби години со жртви на семејно насилство. Има ли напредок, чекор напред во сензибилноста на целото општество на оваа тема? Дали чувствувате дека можеби се многу поемпатични, дека сакаат да пружат рака? Што треба да се направи за... Имате ли идеја како е во останатите земји, какви примери има? За многу да биде сензибилизирана заедницата кон потенцијалните и... Апсолутно, нема никаква сензибилизација. Ама никаква. Постапуваат онолку колку што им ги наложува работната задача, но еве пак ја спомнам и Столбунската конвенција, таа е веќе ратификувана и таа мора да почне да се спроведува. Ние само еве како новинар сега ќе зборам. Ние новинарите постојано зборуваме дека таа треба да почне да се имплементира. Ние ратификувавме, ама кој од нас ја спроведува? Во Истанбулската конвенција има член во кој што вели дека должнички мора да постапуваат. Ако жената дојде со документ, службеникот или службеничката си ја заврши задачата и толку. И вика, јас толку завршив со тебе, оди сега не знам каде. Значи не, точно таа сензибилизација треба да ја спроведуваат со постапката за должничко постапување. Тоа во однос на институциите, велите. Да, а што е со останатата, заедницата, како се реагира таму? Например, дали имаме поголема свесност за соседи да пријават, дали се случило во некоја компанија да понудат вработување, самите да изразат желба, да згрижат, да пружат рака на потенцијална жртва? Знаете како има многу големи драстични разлики. Од една страна имаме луѓе кои што велат тоа не е моја работа, не можам да се мешам, сами си одлучуваат за постапките за понатаму. Од друга страна имаме навистина
спротивен пример на она кое што го дадов претходно. Имавме случај од Радовиш каде што собственичка на компанија која раководи, едно од вработените е жртва на семено насилство. Го нашла нашиот број, се јави за само да пријави семено насилство и дали со можност дали може ние да ја згрижиме жртвата на семено насилство. Од една страна имаме свесни луѓе, од друга страна имаме несвесни луѓе. Значи имаме уште еден вакуум простор каде што многу мора да се работи, да се едуцира, да се крева свеста. Кои се вашите цели за понатаму? Што му недостасува на шелтерот за побрзи, поголем спектар на услуги? Како го гледате развојот на оваа така наречена институција? Вака центарот со овие капацитети кои што работи во моментов е доволно за да покриеме добра популација од регионот. Имаме во моментов 8 до 10 легла. Кога зборувам од 8 до 10, тоа велам дека имаме простор да речеме во дневниот престој, ако во еден момент ни дојдат 8 луѓе, ние можеме да го приспособиме дневниот престој се со цел да излеземе во пресрет. Имаме околу 3 креветчиња до 5 креветчиња каде што можат бебињата да не спијат. И сметам дека не е бројка која што треба да се занемари, но е бројка која што во исто време ние како тим треба да одговориме на потребите на сите тие жени. Од храна, од хигиена, од апсолутно пак ќе кажам, како едно домаќинство. Значи тие живеат тука. И се она кое што еве граѓаните може да го замислат дека имаат потреба, да, сите ние имаме дома потреби и тие имаат некакви потреби. Ние мораме да го градиме капацитетот. Во план сме во соработка со Хера да отвориме советувалиште кое што ќе биде дополнување на шелтер центарот, надградба на шелтер центарот бидејќи ќе опфати луѓе кои што не се сместени во шелтерот и имаат потреба. Со цел на тој начин да превенираме да не дојде до згрижување. Ние делот на згрижувањето ќе го работиме и секогаш ќе има потреба од жртва која што ќе мора да излезе од насилната средина, нема каде да замине, да може да ги користи. Да, ама советувалиштето пак ќе ни донесе друга димензија. И во иднина би работеле секако на децата, бидејќи тие не се клучната алка. Би ја подигале свеста и кај руралната жена која што колку и да звучи клише на советувалиште, советување, подигање на свеста, нам тоа ни треба како општество. Така. Ти благодарам за разговорот, за објаснувањата кои што се надевам дека им беа и многу и не само информативни, туку можеби и корисни на голем дел од нашите гледачи и посакувам успешна работа на шелтерот и се разбира помалку жртви и помалку насилство во нашиот регион. Почитувани, тоа беше Стојне Митева од Шелтер центарот за згрижување жртви на семено насилство, а ние продолжуваме со останатите содржини.